Најважниот предизвик на Филип бил да се обезбедат границите на Македонското кралство. Најпрвин, по смртта на пајонскиот Басилеј Агис, тој кон кралството го приклучил североисточниот дел на Пајонија. Но неговиот најголем и најсериозен потфат бил преземен против вечниот непријател на Македонија – Илирите. Илирскиот водач Бардилис понудил спогодба и признавање на статус-кво, но попусто. Филип удрил на Илирите со 10.000 војници и 600 коњаници. Овој пат на бојното поле останале 7.000 Илири, меѓу кои 90 годишниот Бардилис. Склучениот мир бил зацврстен со династички брак. Филип се оженил за илирката Аудата, со која подоцна ја добил керката Кинана. Ова бил прв во низата династички бракови на македонскиот крал. 2 години подоцна, Филип се оженил со епирската принцеза Олимпијада, која ја сретнал на островот Самотрака. Тоа бил одлично промислен потек. Со овој брак, епирците му станале верни сојузници за идните случувања со илирите. А освен тоа, преку Епир, кралот си обезбедил сигурен и лесен пристап до Тесалија. Олимпијада била една од многуте жени на Филип II. Важно е да се напомене дека таа го родила престолонаследникот на Филип II, Александар III Велики. Неа Филип II ја запознал на островот Самотрака. Нивниот брак е доста значаен, бидејќи Филип II со тоа склучил сојуз со епирците, кои понатаму ќе действуваат како негови сојузници. Знаете ли дека на денешен ден, на 21 јули во 356 година од Старата ера, од врската на Филип II со Олимпијада, се родил престолонаследникот Александар. Јас некаде имам прочитано дека Филип не му е вистински татко, туку египетскиот фараон Нехтенах, кој препраен некој време живеел во дворот на кралот. Како и да е, нека му е среќен роденденот. Но неприликите се уште не биле завршени. Следната година против Филип се сојузиле Халкидичкиот сојуз и Илирот Гравос. Филип се уште не бил подготвен да се пресмета со сојузот, па за да обезбеди мир на источната граница на кралството, му ја ветил потидаја на Халкидик, ветувањето што го исполнил веќе следната година. Користејќи ги проблемите на Атина, која се справувала со сопствените сојузници, тој есента го освојува Амфипол и ги брка проатински настроените водачи. На градот му ја остава локалната автономија, но не и надворешната. Амфипол морал да му плаќа данок. По ова, Атина му објавила војна на македонецот, но веќе станало сосем јасно дека Филип ќе настапува поагресивно на македонското крајбрежје. Пидна паднала во 356 година од Старата ера, а 2 години подоцна и Метона. Во текот на опсадата, Филип бил ранет во десното око и го загубил видот. Жителите ги пуштил да си заминат само со една облека, а градот го разурнал. Двата града биле преосновани. Во обата биле населени македонци, со што конечно била воспоставена целосна македонска контрола во Термајскиот залив. Во 356 година од Старата ера, Македонското кралство било стабилно и безбедно.
Непосредните непријатели биле целосно поразени, а кралската каса била значително збогатена. Но состојбата во Тесалија, на јужната граница на кралството, била немирна и несредена. Ова му дало можност да се замеша во внатрешните работи на хелените. Пролетта 355 година од Старата ера избувнала така наречена света војна меѓу хеленските градови. Тебанците се обидувале да ја преземат контролата над светилиштето во Делфи, а Фокида, во чија надлежност било светилиштето дотогаш, одбила да им се покори. Филип веќе бил во сојуз со Теба, па тргнал со војска против Фокида. Најпрво го потценил непријателот и бил поразен, но веќе следната година ги израмнил сметките. Во бојот што се биел кај Крокос поле, загинале 9000 фокидци. Телата на 3000 од нив биле фрлени во море како казна за верскиот престап, а нивниот војсководец, Ономарх, бил распнат. Оваа победа му овозможила на Филип да ја освои Фера, пошто бил избран за врховен тагос, заповедник на Тесалија. Најсеверната хеленска област се нашла под целосна македонска контрола. Во август истата година, Филип стасал до Термопилскиот теснец, влезот во средна Хелада и последната пречка на патот кон Атика. Во тоа време теснецот бил освоен од здружените сили на Спарта и Атина, па сепак значењето на овој настан било огромно. Војската на Филип кај Термопилите била првата туѓа војска што навлегла во копнената Хелада по големиот персиски поход, а освен тоа, воените дејствија опасно се приближиле до Атина. Полека станувало очигледно дека Македонското кралство прераснува во најголема сила во Егејскиот басен. Во тоа време, Филип имал комплетната контрола на целата територија, од Термопилите на југ до Пропонтида на исток. Македонскиот крал станал главна тема на разговор. Според јавното мислење, особено во Атина, Филип бил непобедлив. Прв кој кренал тревога бил прочуениот атински говорник Демостен, кој во 351 година од Старата ера излегол на говорница со првата Филипика, вистинско ремек дело на неговата речитост. Кое време и каква прилика, мажи и атињани, барате поарно од ова? Или кога треба да го направите тоа што треба, ако не сега? Зарем тој човек не ги изазеде сите наши места? А ако стане господар на таа земја, нели ќе поднесеме најголем срам од се? Не војуваат ли сега оние на кои им ветуваме дека ќе ги заштитиме кога ќе завојуваат? Нели е непријател? Нели е барбари? Без оглед на тоа што тој во хеленските извори е опишан како главниот негативец, сепак, значи, гледајќи ги неговите дела и он на каков начин успеал да го направи тоа што го има постигнато, со една реченица, значи, може да се каже дека он бил многу добар војсководец, многу добар политичар, реформатор и пред се, значи, многу добар дипломат. Значи, тоа го гледаме поради тоа што значи, он има направено воена реформа, на некој начин нели ја реконструирал позната македонска фаланга. Тој бил строг, значи, барал голема дисциплина од неговите војници. Неговото, значи, присуство кој што било во Теба, значи, во неговите млади војни, значи, он таму го запознал тотално, значи, хеленскиот менталитет. И со неговата снодливост, значи, он успеал да све што правел, знаел да го направи во негова полза, да искочи во полза на Македонија.
Во меѓувреме Филип проценил дека е доволно силен за конечно да ги среди работите на Халкидик. Од олимпијаните побарал да му ги предадат неговите пребегнати полубраќа, но откако бил одбиен, веднаш го нападнал Олинд. Олимпијаните побарале помош од Атина и навистина во тоа време, помеѓу Олинд и Атина бил склучен сојуз. Атина формално изгласала испраќање помош, но се останало само на тоа. Напорите на Демостен повторно биле залудни. Атина испратила незначителни сили кои стигнале дури по заземањето на градот. Ова во голема мера се должело на зафатеноста на Атина во војната против сопствените сојузници. И се разбира, неприликите на Атина му биле од корист на Филип. Користејќи ги овие неприлики, како и предавничкиот чин на олиндските аристократи од Конјаницата, летото 348 година од Старата ера, Филип го освоил Олинд. Градот бил срамнет со земја, жителите биле продадени во робство, а нивната земја била разделена на хетаирите на кралот. Истата година Филип ја разурнал и Стагира, родното место на филозофот Аристотел, но затоа пак подоцна и ја обновил. Слушнете гова. Есента Филип ја понудил мир на Атина. Со понудата се согласил дури и Демостен, кој ценил дека Атина може да го искористи ова затишје за да се подготви за пресудната борба. Но неговите политички противници Евбул и Ајсхин го обвиниле за превртливост и непостојаност. Мене тој Демостен многу ме нервира. Ај читај понатаму. Тие се обиделе да создадат еден сехеленски сојуз против Филип, па дури и да се доближат до Спарта. Сепак, обидот не вродил со плод, па кога Фокида не им дозволила да ги бранат термопилите, атињаните прифатиле да преговараат. Во првото атинско пратеништво од 10 члена, кое требало да ги дознае условите на Филип за склучување мир, учествувале двајцата лути политички противници – Демостен и Ајсхин. Демостен како најмлад требал да зборува последен, но толку премрел од страв во присуството на Филип, што не можел да изусти ниту збор. Од своја страна пак Филип дал некои неодредени одговори, но сепак ветил дека нема да го напаѓа Херсонас додека траат овие преговори. Потоа во Атина дошле македонските пратеници – Парменион, Антипатар и Еврилох, со услови за мир, статус-кво, меѓусебен мир и сојуз со хеленските полиси, но без Фокида. Ова било прифатено од Народното собрание, па атињаните се заколнале пред македонските пратеници. Второ атинско пратеништво заминало во Пела за да земе заклетва од Филип, кој во тоа време војувал против Кетрипор. Но атињаните не биле единствените што го чекале враќањето на кралот. Во Пела вриело од пратеници речиси од цела Хелада, затоа што многу градови очекувале да добијат решенија од веќе неофицијално признатиот арбитар. Филип пратил во Атина писмо со добри намери. На предлог на Филократ, атињаните изгласале декрет со сојуз за Филип, за кој требало да важи и за неговите наследници. Кај Филип било испратено и трето пратеништво, овој пат без Демостен. Велам дека треба да бидеш добротвор на хелените, крал на македонците и господар на најголемиот можен број барбари. Но Демостен, кој во мирот на Филократ гледал само краткотрајно примирје, упорно ги убедувал атињаните да се подготват за војна и да почнат необјавена војна исто како што правил Филип. Дека навистина бил во право, станало јасно набруку. Филип имал поволна прилика за ширење на своето влијание на југ, благодарение на состојбата во пелепонеските градови, кои биле загрозени од Спарта, а исто така минувале низ тешка социјална и политичка криза. Не минало многу време, а македонскиот крал им испратил платеници на месенците, па дури пуштил и гласини дека ќе ја нападне Спарта. Демостен,
веднаш се упатил на Пелепонес и се обидел да ги оттргне Мегалопол, Аргос и Месена од сојуз со Филип. Но неговиот обид бил безуспешен. Филип писмено протестирал, а Демостен се огласил во јавноста со втората Филипика. Јас, живи боговите, вистината отворено ви ја кажувам и не заобиколувам. Не ви говорам за од една страна да се изложувам на пцости, а од друга страна да им давам можност на сите оние кои ми се противници повторно да спечелат нешто од Филипа. Ниту туку така да дрдорам. Туку мислам, Филип прави нешто што допрва ќе ве боли. Повеќе од што сега. Македонскиот војник и македонската армија, таа била една од најсилните армии во античкиот свет. Таа својот подем го доживеала за време на доаѓањето на власт на Филип II на неговиот син Александар. Филип, кога бил прогласен за крал, имал доволно време за да ја може секојдневно да ја вежба својата војска. Тој донел многу новини во војската, нови оружја, катапулти, опсадни справи, најсилната копнена војска во тоа време македонската фаланга и со донесувањето на Сарисата, којато било копје долго 6 метри и според незината тежина и должина, војникот за време на битка мора да држи во двете раце. Македонската фаланга била опремувана со штит, шлем, панцир и еден краток меч за блиска борба. Меѓу обвинетите се нашли и Филократ и Аисхин. Филократ избегал и во отсуство бил осуден на смрт, а Аисхин бил ослободен. Независно од расположението во Атина, Филип продолжил да им помага на своите приврзаници, но сепак обидот да си создаде алтернативен приот до Пелопонес завршил без успех. За да ги поправи крајно затегнатите односи со Атина, Филип предложил спорните прашања меѓу двата политички субјекти да се решаваат со арбитража, да се склучи трговски договор, да им се даде можност и на другите хелени да се приклучат кон мировниот договор од 346 година и најпосле да се поведе заедничка борба против пиратите, на кои тој веќе им го одзел островчето Халонес и дарежливо го понудил на Атина. Но Демостен и Хегесип, припадниците на антимакедонската струја, се уште биле премногу влијателни, па Атинското собрание ги отфрлило македонските предлози. Ова се чини беше последната можност за мирно решавање на судирот помеѓу Атина и Македонија. Сите останати случувања само ќе придонесат тој судир да ескалира. Не само како одмазда, туку и заради потреба од пари, атинскиот заповедник Диопет плячкосувал во тракискиот дел на Македонското кралство, со што бил прекршен мировниот договор. Филип протестирал и побарал војсководецот да се отповика. Како одговор на ова барање, Демостен истапил со беседата за Херсонес, со која се ставил во одбрана на војсководецот, зашто според него било мошно добро да му се прават пречки на Филип. Знаеш, тој Демостен и мене почнува да ме нервира. Демостен набргу ја изговорил и третата Филипика, со која повикал да се преземат воени и дипломатски мерки против Филип. Знајте го и ова. Што и да трпеле хелените од лакедемонците или од нас, трпеле од оние
што биле род на Хелада. Тоа е исто како да имате роден син во богат дом, што не знае како да се грижи за домаќинството. Но не би рекле дека не е близок или наследник на сето тоа. Но ако е роб или подметнат син, тогаш го уништува тоа што не го заслужува. Херакле заслужува гнев, би рекле сите. Но за она што го прави Филип, такви не сте. Не само што тој не е Хелен, не само што тој не е близок на Хелените, тој не е ниту барбарин од земја за која може да се каже нешто убаво. Тој е чума македонска, од каде порано човек ни роб не би купил. Во Атина било пратено обвинувачко писмо, во кое на атињаните им биле изложени сите прекршувања на мировниот договор што ги направиле. Македонското навлегување на Херсонес, тврдел Филип, било само чин на нужна предпазливост. Откако укажал дека македонската војска не плячкосувала, Филип завршил со потсетување на неговите права за Амфипон. Додека траеле непријателствата, Перинт добил помош од Бизантии и од персиските сатрапи, а на Бизантии му помагала Атина. Филип запленил 200 трговски бродови кои носеле жито од Скитија во Атина. Нивната вкупна вредност изнесувала 700 таланти сребро. Одговорот на атињаните бил недвосмислен. Тие во септември 340 година од Старата ера ја скршиле стелатата на која бил испишан мировниот договор со Филоград. И на тој начин фактички била објавена војната. Инаку, атинскиот стратег Харет успеал да ја истисне македонската флота од Босфорот. На крајот од зимата, Филип е кренал опсадата на Бизанти, со што му ставил крај на целиот овој потфат. Тоа беше еден од ретките неуспеси на македонскиот крал во текот на целото негово владење. За да го обнови својот углед, во 339 година од Старата ера, Филип се упатил кон устието на Дунав. Имено, скитскиот крал Атеа го повикал македонскиот крал на помош за борба против хистријаните, а како награда му го ветил и својот престол. Филип тргнал, но од Атеа стасал глас дека веќе не му е потребна помош. Откако не ја добил ветената одштета, Филип го нападнал Атеа, го победил и запленил огромен плен. Меѓу другото и 20.000 коњи. На враќање бил нападнат од трибалите, кои му побарале дел од пленот. Филип победил, но бил ранет во бедрото, а неговиот конј бил убиен. Демостен успеал да го спречи учеството на Атина на вонредното собрание, каде што бил изгласан почетокот на војната. Инаку на редовното есенско собрание, амфиктионите побарале од Филип, кој што току се вратил од Скитија, да изврши казнен поход. Филип се разбира веднаш тоа го прифатил без размислување и веднаш почнал да действува. Најпрвин ја неутрализирал Фокида, ветувајќи дека ќе им дозволи на жителите да ги обноват нивните градови и дека ќе им ја намали казната. Во ноември, Филип ја освоил Елатеја, со што ги загрозил Атина и Теба, затекнати од брзиот и неочекуваниот развој на настаните. Тој побарал од Теба да му се придружи во борбата против Атина или пак да дозволи премин на македонската војска низ Бојотија. Веста за завземањето на Елатеја предизвикала ужас во Атина.
Единствено Демостен се осмелил не само да зборува, туку и да предложи мерки. Атина треба да преземе 2/3 од воените трошоци. Теба треба да добие водство над копнените сили, а заповедништвото на море да биде заедничко. Сојузот бил склучен, па тебанците ги одбиле барањата на Филип. Но веќе на почетокот на пролета, Филип пуштил глас дека се повлекува, а всушност успеал да го мине преминот кај Амфиса и да ги освои Амфиса и Делфи, како и пристаништето Навпакт. За да не бидат заобиколени, сојузниците се повлекле кај Хаиронеја. Филип им предложил мир, но Демостен остро се спротиставувал, то дури им се заканувал на своите сограѓани. Тебанците прифатиле преговори со Филип. Тие дури побарале атинската војска да се врати дома, но под притисок на Демостен се откажале. Во битката што се биела кон крајот на август, македонските сили забележале блескава победа. 1000 атињани загинале, а 2000 биле заробени. Од македонска страна било бележито учеството на 18-годишниот Александар, а во спротивниот табор на Демостен, кој славно избегал од бојното поле. Филип II ги повикал сите хеленски полиси во Коринт со цел да донесат еден земнички мир во изворите познат како Коине и Рене. На сите хеленски полиси им било морално за да им било речено да положа заклетва, кој што во таа заклетва хеленици заколнале дека ќе ги почитуваат одредбите на земничкиот мир и дека ќе се борат против прекршителите на тој мир. Се одзвале сите освен Спарта. На представниците им бил прочитан договорот. Хелените се заколнале, не само дека ќе ги почитуваат одредбите на договорот, туку и дека ќе се борат против сите оние што ќе сакаат да го прекршат. Главните принципи на овој договор биле слобода и автономија на хелените, како и слобода за пловење. Договорот навистина гарантирал автономија, но со наметнатите обврски целосно ја ограничувал. Имено Филип на хелените им наметнал повеќе забрани. Било забрането Од забраните јасно се гледа дека Филип се меша не само во внатрешните работи на градовите, туку и во приватната собственост на граѓаните. Прокламираната слобода и автономија, особено на надворешен план, биле само празни зборови. Хелените останале формално независни, но фактички биле под македонска власт. Така, со овој договор, била озаконета македонската власт и хегемонијата над хелените, но без да биде сменето нивното уредување. Единствениот услов бил хелените да не се бунтуваат против македонскиот крал, и тоа не само против Филип, туку и против неговите наследници. Во тоа се состоела неговата дипломатска вештина.
Зимата 338 година или 337 година од Старата ера, Филип и објавил војна на Персија. За да го оправда учеството на хелените, тој се послужил со пропагандна парола дека војната ја води како одмазда за разурнување на грчко-персиските војни. Но војната всушност ја воделе македонците. И во ниту еден извор таа не се нарекува хеленска или македонско-хеленска. Хеленските одреди не учествувале во ниту една голема битка на истокот. Тие биле користени како трупи за обезбедување на патиштата и на тврдините. Всушност, хелените биле заложници во рацете на кралот, со цел да се избегне восстание, кога војската во Македонија била намалена, а кралот бил отсутен. Летото 337 година од Старата ера, пред да тргне во војна, Филип се оженил за Клеопатра, внуката на македонскиот благородник Атал. Тогаш избувнала кавгата помеѓу Филип и Александар. А чекај малце, која жена му била оваа поред? Трета. Машала. Најжестоката пресметка ја предизвикал Атал на свадбата на Клеопатра. Млада мома во која Филип се влюбил на стари години. Имено Атал, војкото на оваа мома, се опил и зел да ги повикува македонците. Молете им се на боговите, за да добиете законски наследник на престолот. Александар се разгневил, ѓубре едно, а јас сум значи копиле. И разбеснет го фрлил својот пехар кон него. Филип го исукал мечот и се втурнал кон Александар. Но за среќа на обајцата бил премногу пијан и лут, се лизнал и паднал. Александар на тоа пак подсмешливо му дофрлил. Гледајте го, мажи, човекот што намислил да се префрла во Азија, а тука не може да се префроли ни на друго легло, а да не се стркала. По оваа кавга, Александар ја однел Олимпија во Епир, па се упатил кон Илирија, каде останал подолго време. Кај Филип пак дошол Дамарат од Коринт, кој бил домашен пријател, та затоа и можел да зборува отворено пред него. Откако љубезно се поздравиле, Филип го прашал дали хелените се сложни, а овој му вратил. Баш ти прилега, Филипе, да се грижиш за Хелада, а својот дом си го наполнил со толкави раздори и неприлики. Ова сосем го отрезнило Филип, па откако го искористил посредништвото на Дамарат, го вратил својот син назад. Александар наскоро се вратил, а пролета во Мала Азија била испратена македонската предходница, предводена од Парменион и Атал. Троада паднала без отпор, а предходницата стасала се до Магнезија на реката Мајандар. Истото лето во Ајга, во текот на свадбата на Клеопатра, ќерката на Филип, со Александар од Епир. Во мигот кога кралот влегувал во театарот, без придружба од неговите телесни чувари, македонскиот благородник Павсанија го убил Филип. Во врска со овој заговор за убиство, во кој учествувале и подоцна погубените соучесници Араба и Херомен, има повеќе мислења. Дека станувало збор за заговор од благородниците од Горна Македонија, дека бил дело на персиски агенти, дека пресудиле личните мотиви на Павсанија, божем љубеник на Филип, дека бил дело на Олимпијада, дури и на Александар, верзија што е најмалку прифатлива. Најприфатливо се чини мислењето дека убиството на Филип II било превентивна мерка, потикната од персијците. Во мигот кога бил убиен, војната против Персија веќе била започната. Треба да се укаже на расположението што владеело во Атина по убиството на Филип. Прв бил известен Демостен, кој заборавил дека оплакува смртта на родената ќерка и облечен во празнична облека, му предложил на Атинското собрание да се принесат жртви на боговите. Атињаните принеле жртви, иако само неколку дена пред тоа, изгласале дека секој оној што ќе се обиде да го убие Филип ќе му биде предаден. Декрет што му бил прочитан на свадбата, кога го дарувале со златен венец. Скандализиран од ова однесување бил единствено Фокион, кој предупредил дека македонската војска се намалила само за еден човек.
Тоа го постигнал пред се со преуредување на војската. Вовел нови родови, ја сменил стратегијата и тактиката во војувањето, завел дисциплина и постојано вежбање. Меѓу другото, Филип ја пресоздал прочуената македонска фаланга, составена од 16 редови тешко вооружени војници со невообичаено долго копје, наречено сариса. Сарисата најпрвин била долга 7 метри, а потоа била скусена на 5. Филип бил и првиот војсководец на Балканот кој применил опсадни справи при заземање тврдини. Такви справи за прв пат биле употребени во текот на опсадата на Олинд. Во текот на своето владеење, Филип спровел и економски мерки. Сушење мочуришта, сечење шуми, користење на рудниците, што пред тоа не биле под целосна контрола на кралството, што меѓу другото му овозможило да го зголеми и кованјето на монети. Филип бил првиот македонски крал што ковал златни монети. И според неговото име тие биле наречени Филипици или Филипеи. Македонската држава никогаш не била побогата. И затоа Диодор ќе запише: Филип бил најголем од сите владетели во Европа во негово време, а со оглед на големината на неговото кралство би се рекло дека го делел престолот со 12 богови. Ете, тоа е тоа. Филип одржувал комуникација со многу уметници и филозофи. Особено тесни биле врските со филозофите од кругот на Аристотел, кого во 343 година од Старата ера Филип го повикал да му биде учител на неговиот син Александар. Во писмото запишал: Филип го поздравува Аристотел. Знај дека ми се роди син. Многу сум им благодарен на боговите, не за тоа што ми се роди дете, туку што ми се роди за време на твојот живот. Се надевам дека одгледан и воспитан од тебе ќе ни биде достоен и нам и на државната власт што ќе ја наследи. Односите на Филип со неговиот син Александар се типични односи на татко кој е крал и кој поради неговите обврски во водењето на државата и поради неговите обврски за престојните борби не можел често да присуствува, односно физички да присуствува во домот и со тоа нели да го следи растењето и развојот на неговиот син, но сепак како татко од она што го имаме запишано во античките извори, успел да му обезбеди солидно образование, ангажирајќи го Аристотел за негов учител. Исто така Филип се покажал како одличен пример за она што подоцна ќе стане Александар и ќе го надмине неговиот пример за тоа како се води држава, како се планира воена стратегија за престојна битка, како се реорганизира државата, воопшто како функционира една успешна држава во античко време. Филип можне добро сватил колку е важно да се обезбеди континуитет во наследувањето на власта и затоа бескрајно инвестирал во исклучително надарениот Александар. И днината ќе покаже дека бил во право.